Добар ден во новото издание на емисијата Алфа Ординација. Денеска имаме тема која што ќе ги заинтересира најмногу оние пациенти кои што имаат кардиопроблеми, но верувам дека и сите останати ќе слушаат внимателно и како вообичаено ќе земат учество во нашата Алфа Ординација. Телефонските броеви ги имате испишано на екраните. Секако и темата мониторинг на пациенти со кардиохируршки проблеми. Наш денешен гостин е доктор Јован Србиновски, специјалист кардиоанестезиолог од доделот кардиохирургија болницата Аџи-Бадем Систина. Добар ден, добре ни дојдовте. Добар ден, благодарам на поканата. Значи ќе се обидеме на кратко да објасниме за што станува збор кај ваков тип на пациенти кои што генерално не се рутински тип на пациенти. Така, темата и за мене е нешто ново, но иако изгледа дека е тема која што навидум можеби е едноставна во смисла на третман на пациентите кои што имаат кардиопроблеми по хируршката интервенција, сепак во разговорот со вас видов дека тоа е една комплексна работа, следењето, мониторингот на овие пациенти. Ајде на почетокот да кажеме зошто е потребен таков поопсежен мониторинг кај кардиохируршките пациенти. Па вака сега, значи овој тип на пациенти се пациенти кои што, како што спомнав пред малце, не вообичаен тип на пациенти. Ова се пациенти кои што за разлика од останатата популација се со многу пропратни коморбидитети, пациенти кои што се, значи, медицински кажано хемодинамски многу често нестабилни, пациенти кои што, значи, имаат пропратни болести кои што се по различни типови на системи и пациенти кои што многу често, значи, не се да речам правилно насочени во кој смер треба да се лекуваат. Многу често, значи, кај нас се среќаваат пациенти кои што генерално се третирани од типот на пропратни болести, од типот на респираторниот статус. Меѓутоа, ако се погледне подлабоко, многу често станува збор за тип на пациенти кои што се со кардиохируршки проблеми, кои што после поопсежни испитувања најчесто завршуваат кај нас. Така. Ајде да кажеме што опфаќа тој мониторинг кај овој тип на пациенти, постојат поделбани или на системи, па да ги кажеме кои. Така, сега, значи, овој тип на пациенти имаат потреба од поопсежен мониторинг. Пациенти кои што покрај рутинскиот мониторинг кој што се употребува, зборуваме, значи, за пациенти кои што и предоперативно, за време на интервенција и постоперативно имаат побарување од поопсежен мониторинг. Што подразбира тој поопсежен мониторинг? Тој мониторинг подразбира, значи, покрај рутинско мерење на неинвазивен мониторинг, инвазивен мониторинг, кој што прави, значи, еден целосен увид во здравствената состојба за време, значи, на следењето на пациентот пред самата интервенција, за време на интервенцијата и постоперативниот тек на лекување, кој што е доста опсежен во целост. Така, нели тој мониторинг го делите по системи? Токму така. Сигурно постои листа кои на приоритети, кој е на прво место, па така. Останатите. Значи, кардиоваскуларниот систем е на место број 1 од оној мониторинг кој што треба да се следи. Самиот кардиоваскуларен систем, покрај него влегуваат тука и респираторниот систем, значи влегуваат во следење на ваков тип на пациенти, невролошкиот систем влегуваат во следење, значи реналниот систем. Така да, овој тип на пациенти имаат потреба, како што спомнавме, од доста опсежно следење. Кардиоваскуларниот систем, основно мерило со кое што ние ги следиме пациентите е така наречениот електрокардиограм. Електрокардиограмот е основно средство за работа кое што се прави рутински и предоперативно и за време на самата интервенција. За време на интервенциите, значи, пациентите се може да бидат поврзани со повеќе типови на електрокардиограми, кои што тој така наречен ЕКГ мониторинг подразбира повеќе типови од аспект на тоа колку одводи се следат кај самите пациенти. Постојат
троканални системи кои што се основен тип на мониторинг. Постојат петоканални системи кои што се малце поусовршени во секој случај и меѓу другото покрај овој неинвазивен тип на мерење, на следење, значи постојат и инвазивни електрокардиограми кои што се значи невообичаени и нерутински за останатиот тип на пациенти кои што подлежат на општа така наречена хирургија. Да ги напоменеме значи придобивките пред се значи на електрокардиограмот. Зошто е тоа битно? Заради тоа што овој тип на пациенти многу често се нестабилни, уште при самиот прием го кажавме тоа и пред малце, тоа подразбира значи пациенти кои што многу често имаат така наречена градна болка заради коронарна артериска болест. Коронарната артериска болест може да биде значи следена на еден начин преку електрокардиограмот кој што ги покажува оние промени кои што укажуваат на срцево страдање. Срцевото страдање значи може да се следи преку неколку одводи, меѓутоа најзначајни одводи кои што се битни во кардиохирургијата се вториот и петиот и V5 одвод. Зошто е тоа битно? Тоа е битно заради тоа што за време на интервенцијата пациентите се заспани, значи они не можат да ја изразат својата значи болката која што може да биде пропратен елемент кај буден пациент, кај овие пациенти не може тоа да биде изразено и заради тоа ваквиот тип на мониторинг ни покажува дали нешто се случува или не. Во секој случај значи овој тип на пациенти покрај електрокардиограмот, кој што е неинвазивен, како што го спомнавме, може да имаат и типови на електрокардиограми кои што се инвазивни. Инвазивни со тип на електроди кои што поминуваат преку кожата, може да бидат преку оние пропратни помошни средства кои што ние ги користиме за време на работата, тоа може да биде дури и за следење на ритмичките промени кои што најчесто се пропратен елемент кај овој тип на пациенти. Спомнавте инвазивни и неинвазивни. Инвазивниот мониторинг, тоа е начин на кој што се прави артериска катетеризација, ако добро ги владеам со термините. Битно е да ги кажеме и местата на канулација, односно местата каде што ги ставате иглите за канелите во крвниот сад. Пред да дојдеме до тоа, само да напоменеме покрај во тој неинвазивен мониторинг, неинвазивниот мониторинг покрај ЕКГ-то подразбира значи и мерење на крвниот притисок, кој што е со она стандардно мерење со манжетна кој што се поставува на раката. Меѓутоа, многу често тоа во кардиохирургијата е практично на некој начин за време на интервенцијата дури некорисно, кое што практично служи како поддршка во самиот процес на работа и затоа имаме и инвазивни линии. Инвазивните линии се пред се артериска катетеризација, поставување на артериска линија која што може да се постави на неколку места. Тоа е зошто тоа ни служи. Значи секундарно мерење на притисокот. Го избегнуваме оној момент на пумпање на манжетната која што кај нормално буден пациент, кај што имаме нормално притисок и пулс, тоа има начин како се прикажува на рутинските монитори кои што се користат. Меѓутоа, инвазивниот мониторинг има улога на, како што напоменав, секундарно мерење. Имаме пациент кој што е подложен за време на кардиохируршка интервенција на кардиопулмонален бајпас. Во таков тип на интервенција, значи пациентот нема така наречен пулсатилен проток. Значи не е возможно да се измери притисок помеѓу преку неинвазивниот начин на мерење преку манжетната. Така да ова е огромна придобивка која што значи ние можеме да го следиме притисокот. Меѓутоа да почнеме од таму каде све може да се постави. Значи најчест начин и најчесто место е радијалната артерија.
Радиалната артерија е место кое што се поставува со така наречена специјална артериска канила. Се извинувам, само да ја кажеме која е таа радиална артерија, за да точно знаат гледачите. Најчесто пациентите, значи радиална артерија која што може значи се наоѓа на раката, на левата или на десната рака, значи и што е битно, значи кога се поставува таквата линија, таа се поставува во самиот крвен сад, во артерискиот крвен сад, кој што преку еден систем на трансдюсер и така наречени пластични конектори се поврзуваат со монитор кој што го покажува притисокот. Постојат, значи, да се изразиме, значи, најблагоречено места кои што значи би требало да се избегнуваат, тоа се ако напоменеме радиалната артерија кај пациенти кај кои што е потребен значи артериски графт. Тоа значи дека артериската линија која што се поставува во радиалната артерија може да биде или на контралатералната страна или евентуално доколку пулсот е многу слаб, значи или пак доколку имаме значи негативен Аленов тест, да преминеме на друг тип на катетеризација. Аленовиот тест што подразбира? Значи тоа е тест кој што се прави рутински кај сите пациенти, кој што покажува дали протокот на крв во раката е низ таа радиална и улнарна артерија која што е паралелна до нејзе, е доволен во моментот. Тоа е ориентационен тест, значи кој што се изведува доста едноставно и тоа се изведува кај секој тип на пациенти. Доколку имаме било какво сомневање за нарушен проток низ самата радиална артерија, може да пристапиме, значи како што кажав, на друг тип на канулација. Значи тоа имаме пациенти каде што поставуваме феморална линија. Тоа се наоѓа во инвиналната регија, пациенти каде што се прави во апсолутна стерилност, значи пациентот нормално е исчистен и препокриен со стерилни прекривки кои што во моментот обезбедуваат апсолутна стерилност, а покрај тоа имаме и персонал кој што е исто така облечен во целосно во стерилна облека. Зошто тоа се прави? Значи, како што кажавме, повторно за следење на артерискиот притисок секундарно. На истиот начин се поврзува преку така наречен, значи, продолжеток кој што се поврзува со еден тип на трансдюсер кој што целиот е исполнет со течност. Избегнуваме, значи, момент на исполнување со воздух, зошто заради спречување на несакани компликации од типот на невролошки компликации, кои што во тој, не дај Боже, може да се случат, меѓутоа тоа се сведено практично на невозможно. И покрај тоа имаме и други места на канулација. Имаме, значи, места како што се така наречена брахиална артерија. Тоа е брахиална артерија која што се наоѓа малце повисоко на самата рака и местото на канулација е специфично од аспект на тоа дека би требало да на некој начин да се изведе со што е можно поретко, зошто заради тоа што тоа е еден вид на дистална артерија, завршна артерија која што продолжува надоле во две помали артерии кои што може да направи компрометација на протокот на крв низ самата рака. Имаме други повисоки места кои што може да подразбираат и така наречена аксиларна артерија која што се наоѓа повисоко од сето тоа, меѓутоа самиот тип на канулација која што може да ја изведеме зависи пред се од моменталната проценка кај пациентот. Време е за вестите во минута, да ги погледнеме најновите вести од земјава и светов во спакувани во една минута и продолжуваме со темата. Отворена е предстечајна постапка за кавадаречкиот комбинат Фени Индустрија. Трите најголеми доверители, Комерцијална банка, Стопанска и Силк Роуд банка, до надлежниот суд во Велес поднеле предлог за почнување стечајна постапка за компанијата на феронигел од Кавадарци.
Партиите до 2 часот пополник може да поднесат приговори до Државната изборна комисија за вториот круг од локалните избори. До сега не е поднесен ниту еден приговор, иако некој од партијата најавија ДИК по приемот на приговорите должна во рок од 48 часа да донесе одлука. СДСМ, Заев и Спасовски ги спроведува најнерегуларните и најнедемократските избори во Република Македонија и локалните избори се пример за злосторничко здружување, реагираат од ВМРО ДПМН. Во текот на изборниот процес е забележани огромни нерегуларности, индиции за подкуп на гласачи, партиско агитирање, притисоци, закани и уцени, велат од партијата. Еве неповторно назад со ординација и темата за денеска мониторинг на пациенти со кардиохируршки проблеми. Доктор Јован Србиновски, специјалист кардиоанестезиолог од кардиологија Аџибадем Систина е заедно со нас. Стигнавме до компликациите, секогаш ги има, иако не ги сакаме, но еве да ги споменеме кои се можните компликации од артериската катетеризација. Значи, од оној рутински тип на катетеризација која што ја правиме, артериска канила која што се поставува, практично компликациите се сведени на нула. Зошто? Затоа што тоа е доста едноставен начин на поставување и компликациите пред се бројуваат во постоперативно или за време на интервенцијата крварење кое што може да се јави. Меѓутоа тоа е практично сведено на минимум или да не речем на нула, или пак на инфекции кои што може да се јават на самото место на пункција. Значи, сето тоа е според многу бројни студии кои што се правени, практично е невозможно. За разлика од тој тип на тоа место на пункција кое што се прави, можно е, ја спомнавме, феморалната линија која што се поставува. Тоа е регија која што е, за разлика од самата радиална артерија, е доста, да речем, на место кое што подлежи на почести инфекции, меѓутоа и сето тоа во услови на стерилност кои што апсолутно се прават во било кое време, практично тоа е сведено во многу мал процент, да не речем во промили. Така. Следното нешто што треба да го објасниме, а тоа е централниот, што е тоа централен венски притисок и како тој се изведува. Доста интересна, значи, тема. Централен венски притисок, тоа е, значи, притисок кој што ни е доста битен кај ваков тип на пациенти, зошто? Заради проценка на исполнетоста на коритото, така би се грубо кога би се изразиле, значи на васкуларното корито кај пациентите, колку е тоа исполнето или не. Пред се, значи, тоа се поставува со централен венски катетер, кој што катетер има повеќе места на поставување. Наједноставниот и најчесто употребуваното место на поставување е на вратот, каде што се поставува во внатрешна југуларна вена. Значи, тоа е нешто кое што Во кој дел од вратот е тоа? На вратот, значи, тоа е на вратот покрај стерноклидомастоидниот мускул. Постојат повеќе точки, така наречени, на пункција, и тоа е нешто кое што може да биде, има така наречен преден пристап, централен пристап и заден пристап. Сите тие пристапи овозможуваат за поставување на тој катетер кој што оди со прости зборови, за да им стане малце појасно на гледачите, оди до самото срце. Зошто тоа ни е потребно? Значи, потребно ни е заради проценка, како што кажавме, на кардиоваскуларните функции, проценка и можност за администрирање на лекови кои што кај ваков тип на пациенти има потреба од брза апликација и брзо дејство. Значи, зошто е тоа битно? За да се постигне пред се брз ефект кој што кај ваков тип на пациенти, пак ќе повторам, може да биде од витално значај. Меѓу другото, овој тип на катетер
овозможува во постоперативниот тек покрај овој тип на мониторинг кој што се прави, овозможува и така наречена хипералиментација, која што хипералиментација значи исхрана преку интравенски пристап. Пациенти кои што имаат потреба од внес на калории може да се изведува исто така преку овој тип на катетер. Покрај ова место на поставување, ваков тип на катетер може да се постави и преку така наречена вена субклавија, која што се наоѓа буквално значи под едноставно значи кажано на пациенти кои што имаат потреба кај ваков тип на пункција е доста едноставен, зашто меѓутоа се избегнува од самата можност за така наречен пневмоторакс. Зошто? Заради тоа што близината на белиот дроб кој што се кај ваков тип кај пациентите овозможува да како несакана последица да се јави повреда на белиот дроб. Сега тоа се случува доста ретко, доста значи практично е сведено на минимум со оглед на тоа дека знаеме како тоа сето да го изведеме. Така да ваковиот тип на катетер обично се поставува кај пациенти кои што има потреба од пролонгирана да речем мерење на ваков тип на катетер и меѓу другото значи каде што движењето на самиот пациент оневозможува изместување на овој тип на катетер, затоа што е директно прицврстен за самото тело. Тоа е пулмонален артериски или значи, тоа е централен венски катетер кој што е на различно. Да, тоа пулмоналниот катетер е катетер кој што може да кажеме дека најчесто се користи во кардиохирургијата. Може да се употребува и кај друг тип на пациенти. Меѓутоа, ваквиот тип на катетер овозможува мониторинг кај кардиохируршки пациенти, да речам, по системи. Зошто тоа ќе го напоменеме, овозможува мониторинг во кардиоваскуларниот систем, овозможува да се измери покрај централниот венски притисок, овозможува увид во десностраната и левостраната функција на срцето. Меѓу другото, индиректното мерење кое што може да се спроведе покажува колку е пумпната сила на срцето, значи така наречен кардиак аутпут, кој што може да се изведе преку формули кои што укажуваат колку самиот пациент е во добра или лоша кондиција во тој момент. Имаме значи места на поставување на ваквиот тип на катетер, кои што практично се исти како и кај централниот венски катетер. Местата се практично исти преку внатрешна југуларна артерија од левата или десната страна на вратот, преку вена субклавија која што може да се постави. И што ни е многу битно, значи за време на поставувањето на ваков тип на катетер, дали пациентот треба да биде буден или треба да биде за време на интервенција. Тоа зависи пред се од состојбата во која што пациентот се наоѓа. Значи може и во едната и во другата состојба. Да, може да биде и во една и во друга. Доколку пациентот е буден, треба да биде добро седиран, што подразбира тоа, да биде опуштен, да се изразиме на малце понароден јазик, да биде опуштен и да биде пациент кој што може да и покрај навлегувањето со ваков тип на инвазивна линија да биде добро аналгезиран. За да немаме движења кои што генерално ќе го нарушат значи и самото поставување и самиот мониторинг кај пациентот. Тоа е нешто кое што не се работи рутински, тоа е нешто кое што најчесто се работи кај пациенти кои што се со поопсежни кардиоваскуларни заболувања, пациенти кои што имаат така наречени септични пациенти, кои што имаат системско нарушување на
така наречениот отпор, кој што дополнително за проценка игра огромна улога. Кога зборуваме за тој пулмонарен катетер, сега треба да објасниме што опфаќа па мониторингот на пулмонарниот систем. Значи тоа е едно со друго. Пулмоналниот систем и пулмоналниот катетер не се баш така изразени, не се така блиски у суштина, меѓутоа пошто пулмоналниот систем, тоест респираторниот систем кој што ние сакаме да го следиме, тоа подразбира, значи, меѓу другото и предоперативна проценка кај пациенти кои што ни покажува колку има застапеност на кислород во крвта. Се изведува, значи, со доста едноставен начин на мерење, така наречен пулсоксиметар, кој што може да биде жичен или безжичен, се поставува на прст, кој што ни покажува во апсолутна бројка дали негде нормално е над 95 до 100%. Сите отстапки кои што се можни, ни како прв показател ни покажува, значи, дали евентуално пациентот заслужува за дополнителни инвестигации предоперативно или можеме да продолжиме со самиот тип на интервенција. Меѓу другото, аускултаторниот начин на следење на пациентот, тоест она која што малите деца кога ќе отидат кај доктор им викаат диши. Значи тоа е златен стандард кој што ни покажува со каков тип на пациенти генерално располагаме. А меѓу другото, од кога ќе влеземе во операциона сала, исто така од огромно значење е така наречениот капнограф. Што значи капнографот? Капнографот ни покажува колкав е процентот на јаглеродниот диоксид кој што се наоѓа во издишаниот воздух. Тоа е нешто кое што во моментот на поставување на самиот така наречен тубус, тоа е, значи, она црево кое што се поставува во устата на пациентите, преку кое што се поврзува со преку проложни системи со машината за вентилација. Златен стандард при поставување на тоа е да веднаш после поставувањето на тубусот, интубирањето на пациентот, да имаме реален увид колкав е CO2. Тоа ни покажува дали сме на право место или не. Меѓутоа, ваквиот тип на мониторинг во нормални околности е веќе стандардно нешто кое што би требало да се употребува меѓу другото и во останатиот тип на хирургија. Доктор Србиновски, внимателно ве следам и можам да ви кажам дека навистина сето ова е многу комплексно. Се замислив себе си во салата каде што работите. Навистина не е едноставно, човечки животи зависат од вашата работа. Како вие како кардиоанестезиолог се чувствувате во процесот на мониторингот, па целиот процес на хируршката интервенција? Колку енергија тоа троши од вас? Па вака сега, значи тоа е буквално љубов која што или ја има или ја нема. Значи не може нешто да покаже некој нешто да работи ако нема буквално многу сила, енергија, емоции внесено во самиот тип во тој тип на работа, како и за останатите типови на работа. Меѓутоа, ова не е индивидуална работа. Значи, ова е тимска работа каде што ништо не зависи само од анестезиологот или не зависи само од хирургот. Генерално, значи, зависи од целиот персонал, тргнувајќи од хирургот, па анестезиологот и останатите луѓе кои што се во самиот тим, се со една цел за пациентот пред се да биде добар и да му помогнеме во било кое време. Така, ќе ве прашам уште нешто што можеби за вас е банално, но еве ние како пациенти сакаме да знаеме што се случува кога нели ние сме во безсознание, анестезијата си работи, вие максимално сте концентрирани или си правите муабет? Како гледаме ние на филмовите, ајде да ни откриете. Значи, секогаш мора да постои максимално внимание. Значи, пациентите ни го подариле животот во свој раце. Значи, мора да постои внимание кое што е на максимално ниво.
И покрај тоа што во операциона сала знаеме да имаме и музика која што знаеме да не опушти пред се, меѓутоа вниманието мора да биде 100% насочено кон сите параметри и на тој начин да имаме апсолутен успех во третманот на кардиохирушките болни. Така. Следно нешто што сакам да ни објасните е прашањето околу покачената температура. Се јавува ли често покачена температура кај овие пациенти? Вака сега, значи покачена температура е малце термин Телесна температура. Термин кој што генерално секој би сакал на некој начин да го избегне. Зошто? Затоа што покачена телесна температура на некој начин е како прв сигнал дали нешто се случува со самиот пациент, зборуваме за предоперативната припрема. Таков тип на параметар едноставно побарува одма следење на многу други пропратни работи кои што ќе ни укажат дали евентуално можеби имаме некаков инфект или не. Инфект е апсолутна несакана работа со која што сакаме да се сретнеме кај предоперативен пациент и температурата е нешто кое што покрај предоперативно се мери и за време на интервенција. За време на интервенција веројатно е покомплексно, не е исто како пред. Далеко од тоа дека е исто, пошто предоперативната температура која што се мери кај пациентите може да биде со најобичен топломер, така наречен живин топломер. Меѓу другото може да има оние безконтактни топломери кои што исто така се употребуваат, меѓутоа тоа е метода која што е предоперативна. За време на интервенцијата имаме повеќе типови на мерење на температурата кај пациенти кои што може да бидат на различни локации. Може да имаме назофарингеална температура која што се мери преку така наречена сонда која што се поставува во носот. Меѓу другото, значи имаме тимпанична температура која што се поставува во самото уво. Меѓу другото, имаме мерење на крвта која што за време на кардиопулмоналниот бајпас, која што се изведува кај ваков тип на пациенти, се мери крвта која што излегува од пациентот и крвта која што се враќа кај пациентот. Имаме така наречена ректална температура. Имаме повеќе типови на мерење на температура која што ни укажува докаде е тоа така наречено ладење кое што може да се случува за време на интервенцијата. Зошто тоа го избегнуваме? Заради тоа што термичките промени кои што може да се случат многу често се поврзани со ритмички промени кај пациентот. Може да се случат, значи, така наречени вентрикуларни пореметувања кои што во секој случај би сакале да ги избегнеме. Така да апсолутна контрола на целиот тој систем на мерење на температура да го спроведеме на најдобар можен начин и да имаме апсолутно стабилен пациент. Параметрите се идентични пред оперативниот зафат и за време на оперативниот? 37 со 3, значи исто и пред и за време на... Би сакале, значи, да излеземе нормално со иста телесна температура и тоа и го правиме. Значи, негде 36 со 5 е идеалната температура која што би сакале да имаме кај пациент кој што нормално излегува од самата операциона сала. Имаме посебни, меѓу другото, и средства со кои што го топлиме самиот пациент. Меѓу другото, пациент кој што би го избегнале она ладење непотребно кај пациентот и ги споменав пред малце ритмичките промени. Така. Контрола на ренален систем. Кои се принципите за ваков тип на мониторинг? Зошто тоа се прави? Пред се споменавме, значи... И што е тоа, да објасним? Така, значи, пациентите кои што се подложни на кардиохирушка интервенција, меѓу другото, таа мокрача која што се мери, ние имаме индиректен показател за состојбата на кардиоваскуларниот систем. Тоа ни подразбира, значи, ни покажува кај пациентот каков е неговиот
кардиален аутпут, меѓу другото ни покажува значи колкав е во каква состојба е меѓу другото пациентот. Зошто ова го напоменувам? Значи за време на кардиопулмоналниот бајпас кој што се случува, пациентот меѓу другото е во така наречен непулсатилен значи проток на крв низ самите органи. Ладењето исто така кое што го напоменавме е нешто кое што се случува кај пациентите. Во таква состојба продукцијата на мокрача кај самите пациенти е намалена и во одредени фази од тој кардиопулмонален бајпас тоа во секој случај не треба и да не загрижува. За време на самата кардиопулмонален бајпас пациентите се меѓу другото дилуирани. Што тоа подразбира? Значи подразбира дека се исполнети со меѓу другото посебен тип на течност, значи кој што волуменски го се на некој начин меѓу другото оптеретени. Сето тоа би требало да на некој начин и да се извлече од самите пациенти. Имаме така наречен осмотски диуретик кој што го добиваат сите за време на самата интервенција, манитол 20%, кој што ни покажува, кој што меѓу другото ослободува, овозможува на ослободување на таа течност за време на интервенцијата. Следиме мерење на мокрачата за време пред сама интервенција, за време на кардиопулмонален бајпас и пост интервентно. И зошто се фокусираме? Значи се фокусираме меѓу другото и на постоперативниот тек кога пациентите ќе бидат во интензивна нега. Тука еден од индиректните показатели, како што напоменав пред малце, е мерењето на часовната диуреза, која што би требало да биде негде од прилика 1 мл на кило телесна тежина. Имаме уште еден вид на мониторинг, тоа е невролошкиот. Токму така. Така, кои се индикациите на овој вид на мониторинг? Невролошки мониторинг, значи зошто сакаме да го спроведеме сето тоа, значи зошто? Затоа што невролошки компликации секако се можни кај ваков тип на пациенти. Невролошките компликации подразбираат значи може да се јават пред се заради тоа што овие пациенти се со многу пропратни коморбидитети, тоест пропратни болести кои што имаат меѓу другото нарушена циркулација во така наречените вратни артерии. Меѓу другото, доколку постои било каков стеснување, значи тие би требало пред самата интервенција да се доиследат и евентуално доколку има поголем степен на стеснување да подлежат на дополнителна интервенција. Меѓу другото, која што ќе одложи кардиохирушката интервенција. Зошто? Заради безбедност пред се на така наречени мозочни удари. Меѓу другото, пациентите би требало, значи, да се следат и од аспект на тоа колку се заспани во самиот тип за време на самата интервенција. Постои така наречен биспектрален индекс кој што ни покажува степен на будност кај самите пациенти. Сега, самите пациенти не може да кажат, значи, колку им треба анестезија и како им треба. Биспектралниот индекс е една индиректна метода која што се изведува доста едноставно, значи со така наречени лепенки кои што се ставаат на самото чело, две или евентуално 4 лепенки кои што покажуваат, значи, степенот на будност кај анестезиран пациент. Во апсолутни бројки тие може да се движат негде од 1 до 100. 100 значи апсолутно буден пациент, 0 е апсолутно заспан пациент. Значи бројки негде измеѓу 50 и 60 се негде задоволително ниво, кое што би требало да ги имаме кај пациенти. А покрај таа функција која што сакаме да мониторираме, за време на кардиопулмоналниот бајпас кој што се прави, имаме дополнително следење на протокот на крв во мозочното ткиво.
Протокот на крв во мозочното ткиво се мери со така наречена церебрална оксиметрија. Тоа е една метода која што преку инфрацрвено светло која што се емитира преку исто такви лепенки кои што се од друг тип, како што ги спомнавме кај биспектралниот индекс, се поставуваат исто така на челото. Челото треба да биде апсолутно чисто за да се избегнат оние нарушувања во апсолутните бројки кои што може да се појават. Откако тоа ќе се направи, значи имаме конектирање со преку кабли кои што одат до специјален дисплеј. Исто така имаме и тука апсолутни бројки кои што апсолутни бројки ни покажуваат значи колкав е протокот на крв во мозочното ткиво и тоа би требало да се движи некаде од 60 па нагоре и можеби 80 и 90 се апсолутно добри бројки. Тоа е нешто кое што се спроведува и кое што најчесто не се прави за време на друг тип на интервенции, за време на кардиохируршките, посебно за валвуларниот апарат или каде што се аортална хирургија, тоа е нешто кое што е златен стандард. За крај да ве прашам, задоволните пациенти му се благодарни на докторот кој е извршил операцијата или на анестезиологот? Незгодно прашање, меѓутоа најчесто значи пациентите не го познаваат анестезиологот. Најчесто станува збор за такво нешто, меѓутоа далеко од тоа дека би требало да се пати од суета. Значи во секој случај јас секогаш кажувам, значи никој на светот не дошол за да прими анестезија. Значи секој доаѓа за да се оперира. Меѓутоа сепак сме тим кој што помага на пациентите во секој сегмент. Доктор Србиновски, ви благодарам за денешното учество во Алфа Ординација. Се надевам дека откривме уште еден сегмент од лекувањето на пациентите. Нешто сосема ново и за мене и за нив, но еве научивме повторно нешто. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам и вас.